Четврток, 20 јуни, кратки вести во 12 часот. Во периодот јануари-мај годинава ТАВ Македонија, аеродромскиот оператор на двата македонски аеродроми, меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, обслужи вкупно 1.168.049 патници и 9.610 летови. Бројот на обслужени патници е повисок за 13%, а бројот на летови за 19% повисок споредено со истиот период лани. Според летниот ред на летање од Охридскиот аеродром летаат 8 авиокомпании до 11 дестинации. Во текот на летната сезона има чартер летови од Катовице, Варшава, Амстердам и Манчестер. Потегот после поранешната детска болница до хотелот Граните меѓу ретките слободни зони на крајбрежјето кои се релативно блиску до градот. И покрај повеќето обиди години венаназад, до овој момент не се започнати поголеми зафати за уредување на овој простор, кој бројни охриѓани во текот на летните месеци го користат како мирно место за уживање покрај езерото, не толку популарно и познато кај гостите од надвор. Деновиве целиот простор е комплетно обраснат со трева и представува потенцијална опасност за граѓаните од змии, крлежи и останати помали животни кои живеат во високата трева. Во сабота во спортската сала Билјанини извори ќе се одржи четвртото издание на меѓународниот теквондо ИТФ надпревар Охрид Open 2024 во организација на Македонската традиционална теквондо федерација и теквондо клубот Хваранг ИТФ од Лескоец. Председателот на федерацијата Маријан Чолазаревски за Супер Радио информира дека годинава надпреварот е помасовен од претходните. Ке учествуваат над 300 надпреварувачи од 31 клуб од 10 земји од регионот, меѓу нив 6 од Македонија. Охрид Open е на рейтинг листата за собирање критериуми за европски и светски првенства. Учесниците ќе се надпреваруваат во форми и борби. Почетокот на надпреварите е во 9 часот, а влезот ќе биде слободен. Времето денес сончево и топло со мала локална облачност. Дува слаб до умерен ветер од променлив правец. УВ индексот е 9, максималната температура во Охрид до 34 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.